Состојбите во државата и позиционирањето на партијата се темите за кои што разговараме во денешното неделно интервју со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Господине Мицкоски, од денешен аспект, дали би заземале поинаков став за референдумот? Тогаш во обвинуваат дека практично имавте недефиниран став. Дали би играле поинаку од денешен аспект? Потврдата на ставот на ВМРО ДПМН и позициите на ВМРО ДПМН, ако ме прашувате, поврзано со договорот од Преспа, го кажа народот. Народот го кажа на 30 септември. Дали позициите на ВМРО ДПМН беа исправни или не беа исправни? Со тоа што народот одлучи да молчи, затоа што, како што во минатото некои политичари на СДСМ сакаа да кажат, некои прашања не заслужуваат одговор. Така што, од оваа перспектива гледано, можам да кажам дека го избравме правилниот пат, а тоа беше патот заедно со народот, патот на правдината, на честитоста, на вистината и патот на Македонија. Народот одлучи да молчи, тоа е на некој начин бојкотно. Вие пред референдумот не го искажавте ставот дека сте за бојкот на референдумот. Вие ме прашавте за мојот став, јас дента на референдумот на 30 септември го кажав мојот став дека нема да излезам на референдумот и дека нема да гласам, односно прашањето вакво како што е не го заслужува мојот глас. Го поднесовте барањето за распуштање на парламентот и за предвремени парламентарни избори? Да, точно. Барањето го поднесе пратеничката група, пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во понеделникот. Кои се потпиша на барањето? 33 се потпишани, од тие 33 од двајца се одсутни службено. Еден, знаете дека се наоѓа на локација во Будимпешта и двајца, тоест тројца, да бидам попрецизен, не го потпиша барањето, иницијативата. Зошто? Па треба да ги прашате нив зошто. Кои се тие тројца што ги споменувате што не се потпишале? Па не би сакал сега да ги именувам. 33 се сосема доволно и го исполнуваат правилникот, односно согласно Собраникскиот деловник за работа, се сосема доволна бројка за да доколку се одважи владеачкото мнозинство, односно парламентарното мнозинство, да таа точка стави на дневен ред. Јас се надевам дека многу скоро тоа ќе се случи за да можеме да ги исполниме законските критериуми, оставка на премиерот, техничка влада и организирање на предвремени парламентарни избори заедно со претседателските. Господине Мицкоски, сите западни земји, сојузите кон кои што се стреми и Македонија и ВМРО ДПМН како партија го поддржаа договорот од Преспа. Сега вие ветувате дека ќе направите се за да се избегнат некои од процедурите што произлегуваат од него. Подготвен сте да ги трпите последиците и како партија и како држава од ваквите чекори? Ги знаете вие кои се последиците за партијата и државата? На тие чекори кои што ние ќе ги направиме откако ќе добиеме довербата на граѓаните? Па вие не ги прецизиравте чекорите. Што подразбирате под ќе направиме се? Откако ќе добиеме довербата на народот, а ние ќе добиеме на следните предвремени парламентарни избори, се разбира доколку парламентарното мнозинство се одважи, ќе ги видите чекорите кои ќе бидат и ќе видите кои процеси ВМРО ДПМН ќе ги промени во иднина. Така што јас би бил навистина внимателен. Ја разбирам потребата за откривање на сензационализми пред време, но јас би бил навистина внимателен во чекорите кои што се одат еден по друг. Така што, ајде најпрво да видиме дали владеачкото мнозинство ќе се одважи, ќе се охрабри, ќе се осмели да ја поддржи иницијативата на ВМРО ДПМН за распуштање на парламентот и распишување на предвремени парламентарни избори. Потоа е втората итерација, каде што ВМРО ДПМН ќе добие довербата на граѓаните, формираме влада, па дури потоа ќе одиме чекор по чекор во процесите кои што ВМРО ДПМН ќе ги промени. И одма сега, тука можам да ви дадам и одговор и на второ можно прашање, бидејќи не така одамна ми беше и тоа поставено, дали ќе бидам премиер на Република Северна Македонија. Јас и тогаш кажав, еве и сега ќе го повторам, дека подготвен сум да бидам премиер и за мене секогаш ќе остане Република Македонија, не сметајќи ја ова историска грешка која што ја направи владата на СДСМ и Зоран Заев, заради лични и кариеристички цели. Дали тоа значи дека ако дојдете на власт во однос на договорот од Преспа, нема да го почитувате уставот? Ниту еден процес во историјата не е еднонасочен. Сите процеси во историјата искуството вели дека биле реверзибилни. Прашање е на времето кога повратната врска ќе се реализира. Така што важно е претходно да се случат некои други процеси, па дури потоа ВМРО ДПМН
ќе може пред граѓаните на Република Македонија да го спроведе ова што денеска ние го разговараме и она врз основа на кое што ВМРО ДПМН ќе гради идната своја политичка доктрина. Ние сме партија која што е непосредна, партија од народот, од граѓаните, партија која што е честита, искрена и принципиелна. Ние не можеме да ветуваме нешто што нема да исполниме, ние не можеме истовремено да бидеме патриоти во топлинки дома пред компјутери да пишуваме статуси на социјалните мрежи, нити пак ќе зборуваме она кое што граѓаните сакаат да го слушнат или определени слоеви на граѓаните што сакаат да го слушнат. ВМРО ДПМН може да вети и јас можам да ветам дека откако ќе добијам довербата на граѓаните ќе сторам се што е во моја моќ процесите да ги изменам. И за мене постоела е и ќе остане Република Македонија, а сето ова останато го сметам за историска грешка. И тука немам нити што да додам, нити што да изгубам. Повторно, може ли на поширока дефиниција што подразбирате под ќе направиме се? Дали тоа значи непочитување на договорот од Преспа? Ние можеме до задутре вака да си играме со прашањето што подразбирате откако ќе се случи тоа и тоа, но јас ви го дадов одговорот. Најпрво треба да ја добиеме довербата од граѓаните, а потоа ќе бидете сведоци на сите чекори и сите итерации кои што ВМРО ДПМН ќе ги направи во процесот кој што следува. И ова не го зборувам како политиканство, го зборувам затоа што навистина го мислам. Се уште не се знаат кандидатите за претседател на државата, а вие тврдите дека ќе победите на изборите. Од каде сте толку сигурен кога не се знаат кандидатите ниту од една страна на претседателските избори? Темелна анализа правиме, ги антиципираме сите можни чекори на нашиот политички противник, се разбира, и врз основа на целокупната таа навигација која што добиваме од граѓаните на терен, од нашите општински комитети, од анкетите, јавното мислење кое што го мериме телефонско, но и теренско, јас сум убеден дека она кое што е расположиво во јавноста како имиња од нашиот политички противник, а врз основа на информациите кои што ние ги имаме, веќе ВМРО ДПМН е голема организациона структура и добиваме голем број на информации, се разбира, затоа што вие не можете на чувства да темелите нити стратегија, нити политика. Јас сум убеден дека делегатите на конвенцијата на 16 февруари ќе го изгласаат најдобриот предлог, кој што ќе понуди најдобра програма пред граѓаните на Република Македонија и ќе заслужи нивната доверба за иден претседател на Република Македонија. Имајќи го предвид искуството во минатото и целокупните оние лаги и лажни ветувања што СДСМ како политичка партија ги даваше, јас не очекувам ништо поразлично и од понудата која што нивниот предлог ќе ја представи пред граѓаните. Самиот факт што СДСМ е реактивно во овој процес, односно чека најпрво ние како опозиција да го кажеме името на нашиот кандидат на 16, дури 2 недели потоа они, доволно говори дека се спремни за убедлив пораз. Сметате дека со ваков став пред се за договорот од Преспа ќе победите на какви било избори претседателски или парламентарни? Тоа е еден дел од програмата која што ВМРО ДПМН и кандидатот, односно предлогот на ВМРО ДПМН, предпоставам ќе ја представи пред граѓаните, но и како има други теми за кои што исто така ВМРО ДПМН ќе ги представи пред граѓаните и пред гласачите и навистина јас очекувам дека таа поддршка ќе биде масовна визави поддршката која што ќе има предлогот на СДСМ. Меѓународната заедница и европските дипломати инсистираат ова да биде година на реформи, а не година на избори. Сметате дека треба да се иде на избори, а за сметка на тоа се запостават реформите потребни за евроатлантските интеграции? Инсистираме на предвремени парламентарни избори, бидејќи Зоран Заев сака да ги украде претседателските избори. Имате докази за тоа? Па гласање од 2,4 секунди и до сега не е процесуирана ниту една кривична пријава која што е поднесена од ВМРО ДПМН, поголем доказ зарем треба да кажам. Кој на нас ќе ни гарантира дека повторно во определени изборни места ние ќе имаме гласање за 2,4 секунди? Кој на нас ќе ни гарантира дека на 50-60 изборни места ќе имаме излезеност 98%? Физички луѓето не се наоѓаат таму. Кој ќе ни гарантира? Имаме ли некакви гаранции? Немаме, просто ќе ви кажам. Може да гарантира само техничка влада. А техничка влада можеме да имаме само доколку имаме парламентарни избори. Во случајот тие избори мора да се предвремени. Господине Мицкоски, сте разговарале со ДУИ за нивната идеја за консензуален кандидат за претседател или со која било друга партија на албанците за меѓусебна поддршка? Нашиот став е дека претседателски кандидат, односно претседател на Република Македонија треба да биде предлог кој што ќе биде обединител, односно еве да речеме татко, мајка на сите граѓани. Ако тргнеме по таа логика, тогаш ајде да разговараме и со србите, да разговараме и со ромите, да разговараме и со турците, да разговараме и со бошњаците, зашто тие се граѓани од втори, трет ред во оваа држава.
Сите сме ние граѓани во оваа држава и токму поради тие причини ние треба најпрвен да ги сочекаме резултатите пред било што да поларизираме. Ние сме поделено општество како никогаш до сега. Двата етникума, вклучително и политиките на Зоран Заев, до таа мерка го поделија општеството што никогаш порано Македонија не се наоѓала во една ваква алармантна ситуација. Јас сум свесен дека Зоран Заев нема дополнителни адути за нити овие претседателски избори, нити за предвремени или редовни парламентарни избори. Него сега му е Македонија во раката и Македонија става на маса како залог. Да не биде дека не сме кажале. Предупредувавме и за тиранската платформа, предупредувавме и за ова што се случуваше со името, сега ќе предупредиме и за тоа што он го има како адут во овој момент, а тоа е Македонија. Вашиот актуелен почесен претседател Никола Груевски е во Унгарија и не доаѓа на работа во парламентот. Од друга страна, зема плата од буџетот на Република Македонија. Сметате дека треба да зема плата во услови кога не доаѓа на работа? Јас сметам дека треба да се почитуваат законите и процедурите во оваа држава, бидејќи Македонија во последно време наликува на се само не на правна држава и држава во која што владее правото и уставот. Така што се што е поврзано со законите треба да биде испочитувано, доколку законот не дозволува да пратеник кој што е подолго време одсутен зема надомест, се разбира дека не треба да го зема тој надомест. Доколку дозволува согласно законот, апсолутно стојам за тоа што го е пропишано во законот. За мене повеќе ме загрижува тоа што вице-премиерите во услови на тешка сиромаштија во оваа држава си ги зголемуваат своите примања за X проценти, за 8.000 денари. Луѓето кои што до пред некој месец порадично меѓу себе се пушкараа по медиумите дека овој оди на работа, не оди на работа. Тоа е многу поалармантно за мене. Поалармантно е за мене што се покачени даноците, што им се закинува на пензионерите, што се малтретираат овие пазарџи по пазарите. Поалармантно е за мене што нема студентски град, што нема зголемени стипендии, што нема зголемени плати за јавната администрација. Тоа се работи за кои што ние треба да дискутираме. Ние можеме за Никола Груевски од сега да почнеме и да збориме до заутре, но тоа нема да ги реши овие проблеми. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.